Во продолжение минути за актуелните политички случувања, нешто што секако не засега сите како граѓани и нешто што е во фокусот на вниманието во однос на тоа како ќе се движи нашата земја на евроинтегративниот пат, но директно поврзано со актуелните политички случувања во земјава, задачите што треба да ги исполниме на тој пат. Ова утро разговараме со Емир Хасановиќ, безбедносен и експерт за меѓународна политика. Добар ден и добре дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Како што споменав во најавата, мора да се фокусираме на домашните актуелни политички случувања во однос на и на самиот евроинтегративен пат, бидејќи се и директно поврзани случувањата поради апострофирањето на клучните проблеми кои што меѓународната заедница веќе неколкукратно и во сите последователни извештаи ни ги зададе, односно ни ги стави како предизвик кој што мора да го решиме или како домашни задачи од кои што мора да почнеме да работиме. Но еве на почеток можеби едно кратко видување за денешната средба помеѓу премиерот Христијан Мицковски и неговиот коалиционен партнер, односно актуелниот министер за здравство Арбен Таравари. Оваа средба минатава недела беше најавувана. Дали тоа ќе значи практично коалициско превирање, да речеме, и колку доаѓа во време на тензии и шпекулации за иднината на коалицијата? Да, секако мислам дека тоа е едно од клучните вести кои што го дефинира секој медиумски циклус веќе неколку дена. А тоа е потегот на господинот Таравари да створи некаква, како да кажам, arm's length дистанца, односно дистанца на цела рака помеѓу себе и моменталната коалиција ВЛЕН, настојувајќи дека за тоа бил информиран и премиерот и дека премиерот и тој накнадно ќе ги дискутираат. Не би сакал да ги коментирам, индивидуалните и поединечните одлуки, меѓутоа сето ова е производ на нешто што мислам дека не е прв пат да гледаме вакви византиски задкулисни игри, променување на дресови во сред надпрева што се вели. Меѓутоа тоа е, мислам дека производ на еден настаток на политичка култура. Ние самите, например, доколку погледнете начин на кој што ја дефинираме ние политиката, ние немаме разлика за зборот политикс и полиси. Значи, она што е политика, односно извршување на нешто што е полиси, односно јавна политика, некаква цел за да се постигне некакво јавно добро за народот, подоцна се имплементира со различни механизми како политикс. Во недостаток на тој полиси дел, ние, значи тој вакуум го полниме со политикс, односно со вакви игри, задкулисни договарања и тие некои... Дистинкцијата партија-политика може би го прави тоа? Не, дистинкција, значи партијата е дел од политичкото делување на секој еден поединец и на целото општество. Меѓутоа, она што недостига е тоа што се вели полиси. Вие доколку имате полиси, односно нешто што е јавна политика, нешто што е документ, нешто што треба конкретно да го остварите пред граѓаните, на крајот на вашиот мандат, многу потешко ќе се одлучите на вакви чекори. Но во недостаток на една таква визија, тоа зборувам за целата политичка сцена, ние додека не како граѓани очекуваме тие да имаат јавни документи кои што ќе сакаат или кои што ќе целати настојуваат да ги исполнат, ќе имаме овакви случувања. Така да не би сакал премногу да го коментирам тоа, освен да кажам дека нашата демократија е млада и незрела до некаде, меѓутоа овие работи треба да дојдат на крај. А тоа кој како ќе одлучи, мислам дека е прашање на надпреварна популарност до некаде. Знаете зошто сега реков дека оваа средба доаѓа во време на тензии и шпекулации во самата коалиција вреди, а од друга страна е во пресрет на локалните избори кои што не очекуваат на есен. Тоа при групирање како би се одразило на самиот изборен процес, оној што не очекува? Мислам дека ова е само една катарза на нешто што се случуваше од самиот почеток на делувањето на оваа влада. На еден или на друг начин сметам дека беше неминовно. Од неколку причини, ќе ми дозволите само да објаснам зошто го велам тоа, бидејќи ова се некои работи кои се случуваат повеќе во албанскиот медиумски етер и не се толку проминентни во македонскиот медиумски етер, така да од моја положба, бидејќи не ги доживувам, туку ги живеам тие две медиумски реалности, ќе се обидам да ви објаснам зошто дојде до ова и зошто токму ова е најпогодниот потек за господинот Таравари. А тоа е
по тие избори, создавањето на коалицијата, оваа коалиција е многу, како да кажам, за албанците, не ги достигнува очекувањата и не ги исполнува критериумите на инклузивно одлучување. Зошто го велам тоа? Значи, не го велам овој случај нели од квантитативен аспект, односно колку позиции добила Влен во споредба со ДУИ, да се оградам, мислам дека ДУИ имаше премногу позиции и квантитативно и квалитативно претходниот пат, за да ја одрази мултиетничката реалност на нашето општество, но овој пат вие сега имате положба каде? Министерот за надворешни работи е македонец, министерот за внатрешни работи е македонец, министерот за финансија е македонец, директорот на АНБ е македонец, директорот на војно разузнавање е македонец, министерката за енергетика, која што нели беше дел од Министерството за економија е македонка, министерот за одбрана е македонец. Значи, сите тие клучни функции, не велам дека функциите кои што сега се нели во албанскиот блок не се битни. Меѓутоа, сепак има, и ако погледнете по пресеанс, доколку му се случи нешто на председателот на САД, има пресеанс кој ја обавува неговата функција. Од тој аспект, првите 5, ако не и 10 функции во нашата држава се ги раководат граѓани етнички македонци. Што нели не е проблем тоа да е така, бидејќи јас не мислам дека никој не мисли дека етничкиот презнак е квалификатив, но е параметар кој што мора да го земете во предвид. Тоа е првата работа, значи распределбата на колачот. А зошто е тоа битно? Затоа што, да, бројките се на страната на ВМРО ДПМН. Исто кој што Демократската унија за интеграција ги имаше бројките условно речено во таа политичка констелација. Меѓутоа, не можеме секогаш да се водиме исклучиво од моменталната политичка констелација, бидејќи гледате, ни се случи кочани, се е превртено, а кога ги немате поставено работите онака како што нашето општество е, тоа е проблем. Дополнително, одредени именувања на поединци. Тоа исто ја дразнеше албанската јавност, да не зборува, значи тоа директно зборувам за господин Стојлковиќ, кој што поради неговите изјави, неговите провокативни делувања го надразни албанскиот народ и нели последното беше и господин Богоевски, а претходно имаше и неколку други ексцеси, да не зборуваме за несмесното отварање на албанскиот јазик, односно Законот за јазици во Устав, така добро, тоа е Законот за јазици, тоа беше ставено во политичка програма, а подоцна имплементирано од Уставниот суд. Тоа албанците ги потсети на едно време кога нели кадија те тужи, кадија те суди, што отиде тотално на домашен терен на Демократската унија за интеграција, која што знае како да ги навигира овие комплексни етнички теми и како да капитализира на нив. Така да пресвршен чин до некаде беа сите функционери на Влен и само беше прашање кој ќе биде најмекото ткиво, а најмекото ткиво докаже дека е господинот Арбен Тарабари во оваа ситуација. Така, меѓутоа еве кога вака ќе се постават работите, вака ќе ги гледаме низ таа призма. Конкретно ве го споминавте и Законот за јазици, нели, мислам дека подготвителната седница 19 јуни е закажана. Меѓутоа, остава ли тоа простор визави оние меѓусебни обвинувања во албанскиот блок? Меѓутоа, остава ли ова прашање простор за дестабилизација? Нешто на што ДУИ неколку пати потенцираше? Знаете како, сега веќе сме во една етапа каде што има една стара босанска поговорка која што вели ние мајка му ја клела што се кладио, него што се вадио. Така да сега сме во ситуација каде на хазардески начин беа отворени овие теми. Значи, после локалните избори беше најавено дека нели ова прашање ќе се разгледува, се остава тој простор, меѓутоа пак неколку пати да се потенцира дека може да се стави како безбедносно прашање, нели е? Па, видете, не би сакал да го коментирам господинот Ахмети и неговите лични изјави. Она што ќе се фокусираме, она на што имаме контрола. На крајот на краиштата, господинот Али Ахмети е опозиционер, правото на протест е загарантирано уставно, доколку се одлучи на тоа, има закони и прописи на начин на кој што тоа треба да се направи. Секој граѓанин, без разлика кој е, има должност и одговорност, доколку се одлучи на чекорот на организирање на протести, да ја гарантира безбедноста и на сите, на целата околина и на сите кои што се присутни на протестот. Организаторите, значи имаме ние закон, кодекс и правилници како тоа се регулира. Така да претпоставам дека нашите безбедносни структури ќе поразговараат со таа партија, ќе најдат некој заедничко решение за доколку и дојде до тоа да биде на фер, демократски, празничен, како да речем, начин, бидејќи секој протест е до некаде и празник. Но, она што е проблем
кај нас и што во континуитет ни се случило. Значи ние може да го погледнеме акутниот синдром кој што сега го имаме и да речеме окей, ова е проблемот и ако го решиме тоа ние ќе бидеме подобра држава. Не. Ние имаме една состојба на нефункционално собрание, односно собрание кое што не си ја врши својата работа. И имавме пред некое време, доколку се сеќавате, господинот Филипче се среќава со господинот Мицковски во владата. Тоа не постои како пракса во демократијата. Вие како, значи, не да имате мнозинство од 58 па плюс коалиција, да имате 119 и да имате еден опозиционер. Тој опозиционер го сретнувате во собрание. Тоа е демократската пракса на секаде. Тоа е начин на кој што се функционира. Зошто? Затоа што единствените директно избрани луѓе во нашата демократија моментално се луѓето на локално ниво и парламентарците. Така, од таму извира мандатот. Значи не може владата да го распушти собранието, ама собранието може да распушти владата. Од таму таа средба требаше да се случи тука. Сега се враќам на вашето прашање. Да имавме ни една собраниска дебата, некој да кажеше, знаете што овој јазик, овој закон за јазици, треба малце да го прилагодиме, да функционира малце подобро, да има и економски бенефити од тоа, и така натаму, па да има една широка дискусија, да земеме лингвисти, да земеме економисти, да имаме една широка експертска јавност која што ќе биде вклучена, да видиме, да разговараме со Европската унија, дали можеби некои од членките таму имаат некој интересно решение, што се одвесува со акито, што не, што е тоа што Венецијанската комисија го предложила, а не имплементирано. Така и со балансерот. И тогаш вие ќе може да кажете ние сме развиена демократија, која што го држи својот систем во кондиција, која што ги надградува и унапредува своите системски решенија и која што нели дава резултати. Во отсуство на таква дискусија ви имате една какофонија и привидна самоволие. Бидејќи вие ако го немате тоа потврдено во собранието, тогаш вие сте до некаде нели летат се моја или јас сум државата и јас одлучувам што ќе биде денеска, што нема да биде, така. И тоа е многу опасно. Бидејќи вие добивате како премиер, како влада мандат од собранието. Се што правите мора да добиете амин од собранието. Тоа не го видовме, туку добивме еден обид за нели консолидирање на некаков имидж на моќ од страна на владата, што како што гледате се обива од глава. Така, председателот на Уставен сега во последните, барем во последното интервју што го погледнав, рече дека на расправата ќе бидат поканети експерти, нели представници на Венецијанската комисија околу оспорените одредби, па ајде ќе видиме, нели сепак се остави простор да ова прашање ве се решава нели после локалните избори. Па во меѓувреме како ќе сега можеби се поставува и прашањето каков наратив ќе се користи за локалните избори, колку овие клучни прашања ќе бидат нели во фокусот на вниманието, дополнително уставните измени за кои што нели оној простор што го оставија 6 месеци, па уште 6 месеци од коалиционите партнери во власта истече и сега останува прашање како еве овој клучен проблем и во однос на евроинтегративниот пат на Македонија ќе мораме да го решаваме во па и во пресрет на предизборието. Мислам дека, како што кажав и претходно, значи сега сме на домашен терен на Демократската унија за интеграција. Ова на нив им е како порачено. Значи не може да замислат подобар амбиент за опозицијско делување. И сето тоа се должи, нели, една е адресата за ова, а тоа е нели Илинденска безброј или ВМРО ДПМН. Значи, пак ќе речам, ќе ја осудам Демократската унија за интеграција за начин на кој и нејзиното поведение, не само на еден поединец, односно Артан Груби, туку и на повеќе поединци за нивното поведение за време на владењето со коалицијата на СДСМ. Значи тоа е за секаква осуда. Меѓутоа вие да дојдете на власт и да се представите како некаква антитеза. И Артан Груби да го замените со Иван Стојковиќ. И она што нели Дуи го направила нели во некаква крајност во упразнувањето на етничките права, бидејќи мислам дека до некаде тоа не беа толку етнички права колку што беше некаков етнички триумфализам без никаква причина. Вие го правите сосема обратното. Односно одите од еден екстрем во друг екстрем. Значи ВМРО ДПМН беше значи придобивка имаше од поведението на Дуи на власт, иако беше од други етнички кампуси, доаѓа на власт и го прави истото што Дуи го правеше само на албанскиот народ. Значи да не заборавиме. Артан Груби во рана политичка пензија не го прати ВМРО ДПМН, не го прати албанскиот народ. Зошто? Затоа што албанскиот народ не сметаше дека така треба да се комуницира со него. Реформата во Дуи не ја охрабрува ВМРО ДПМН. Започна Изет Меджити кој што ако се сеќавате беше еден од првите, ако не
топ 3 соработници на Али Ахмети. Значи, албанскиот сектор, односно албанскиот етер, доби конечно еден нов дискурс, кој што беше многу по-конкретен, многу беше понасочен на реформи, па дури направи притисок на Демократската унија за интеграција. И меѓународната заедница прати сигнал со тоа што го стави Артан Груби на црната листа. Волку бевме блиску за нормализација на политичкиот дискурс во албанскиот етер, каде што ќе можевме да разговараме, кој што велите вие сега за локални, дали ќе имаме можеби некакви сијалици со обновнива енергија, дали можеби ќе имаме некаков нов план за асфалтирање на улици, дали можеби ќе имаме некаков нов урбанистички пристап, дали можеби општините конечно ќе се зафатат за да ја завршат таа недовршена децентрализација. Не. Ние се враќаме онаму каде што, нели, Али Ахмети имаше две тези, ќе дојде ВМРО и ќе го тргне балансерот, ќе го уназади законот за јазиците и албанците ќе бидат ставени во подредена положба. Се што кажа Али Ахмети, ВМРО па не му потврди. Во првите 100 дена од владење. Што мислам дека беше да можеше да нарача Демократската унија за интеграција. Ваква власт, за да може да се рехабилитира, без ниту една внатрешна реформа немаше да добие. Немаше да добие. Да нарачаше Али Ахмети. Немаше да добие ваква власт. И сега сме во состојба каде што ние сега треба да се правдаме пред господинот Али Ахмети дека не било така, другачие сме мислили така натаму. Едноставно не очекувам дека ќе слушнеме нешто конструктивно до локалните избори, токму да вие причини. А тоа нели во албанскиот етер. А сега во етнички македонските чисти средини, тоа не знам како ќе се одвива, мислам дека ќе биде малце порелаксирано, мислам дека СДСМ е во некаков идеолошки банкрот моментално, не успева да артикулира ниту една добра политичка порака, не успева да се снајде ниту во кризија, тоа е затоа што има компрометирани лица во своето раководство и во континуитет вади некои кадри кои што не мислам дека соодветствуваат на оваа реалност и ние имаме еден вакуум во опозицијата, каде што нели СДСМ не води дискурс, левица се обидува да направи некаква контратежа, меѓутоа едноставно поради тоа што нивните пратеници и генерално нивното членство нема некоја тешка експертиза, ниту искуство, не успеваат да изнаоѓаат фамозниот нели предлог за мислам дека беше за мајки и така натаму и за трудничкото оголедување, кој што требаше да трае, не знам, таму 18 месеци или колку, што е тотална бајка. Ако сте работеле во приватниот сектор било кога, знаете дека е тотална бајка и дека е бајка за целиот европски континент, не само за нас. Така, тоа е бајка. И тоа е нашата опозиција. И сега ви имате еден раскомотен СДСМ, една ДУИ која што сега која што нели луѓе доаѓаат и велат, знаете, вие сепак бевте во право. И јас не очекувам дека ние ќе видиме некоја квалитетна понуда од политичките партии, токму од хазардерското однесување или недостатокот на полиси и исклучив фокус на политикс делот, кој што го зборувавме, односно не јавни политики, туку политика зад говорница и некакви ставови кои што немаат врска со потребите на граѓаните на крајот на денот. Обединувањето во едно политичко делување, во една партија Меджити, Касами, Ибрахими Гаши? Сега ќе видиме исходот од средбата нели помеѓу премиерот Мицкоски и Таравари што ќе биде и како ќе делуваат Таравари во владата и како потоа нели ќе биде целата констелација. Меѓутоа овој дел нека име со среќа. Немам нешто многу да искоментирам. Мислам дека требаше да се случи многу порано, ако веќе планирале такво нешто, ако веќе имало разговори. Мислам дека сега и перцепцијата во јавност е дека ова е реакционерски, односно со оглед на тоа што се случи во Кочарни, негативните коментари кои што доаѓаат за поголемиот дел на делувањето и владењето на коалицијата. Мислам дека се перцепира сега како некаков начин за ескивирање на тие критики, за избегнување на некаква одговорност и за некаква проекција на консолидација. Им посакувам среќа во албанскиот корпус има потреба од различни мислења, различни политички ставови, меѓутоа добро би било да видиме некој став кој што се однесува на некаква конкретна јавна политика од нив, а не само нели на етничките теми, чисто да постават некаков контрабаланс. Нека изберат било која тема, аман заман нека дадат некој став кој што ќе наликува барем на политичка партија, а не само на група на луѓе кои што треба да гласаат некогаш кога ги треба на власта. Мислам дека тоа ќе биде прв добар чекор да се покаже дека се сериозен политички субјект, во спротивно нели ќе биде во продолжение доживувано како некаков обид за спасување од тој пад на рейтингот.
Борбата со криминалот и корупцијата е тема која што постојано нели се поставува, еве, мислам дека ќе биде еден од наративот дека сите нели политички партии искажуваат волја нели за борба со корупцијата и криминалот, но од друга страна е проблем на кој што постојано ни апострофира меѓународната заедница, дури и Соединетите американски држави нели конкретно кога ние можеме да препознаеме и да знаеме што се случува, можете и вие нели да делувате на домашен терен. Колку еве со овој проблем ќе успееме да се избориме и колку ќе бидат дел од тие домашни задачи кои што директно ни се нели поврзани со реформскиот процес на земјава, ќе успееме да отпочнеме да ги решаваме. Тоа пак се сведува на нивото на политичка култура. Зошто го велам тоа? Затоа што ние со години наназад имаме наследениот систем кој што го има. Ние не сме створиле оваа држава, тоа треба да ги потсетиме сите. Ние не сме створиле оваа држава, ние едноставно сме имале некаков квази транзицијски период од еден социјализам, ама пак сме имале ние, сме имале ЦК, што се вели, која што после само сме ја преименувале во влада. Сме имале нели сектори за образование, министерства, како год сакате, крстете ги. И одеднаш ние добиваме некаква си држава и мислиме дека тоа ќе функционира без да се сервисира, без да се одржува. Мисли дека СДСМ ќе може да дојде на власт и да упика 150-200 луѓе кои што се членови и активисти, без разлика на квалификации. ВМРО мисли дека ќе направи истото, ДУИ исто мисли дека ќе направи истото и сега вие се додени во една ситуација каде што имате комплетен системски крах. Не е прашање само на корупција. Корупцијата е најевидентното, но што ќе да знаеме. Ние не можеме да бараме борба против корупција како граѓани. Бидејќи теретот на докажување е на мене. Ја треба да докажам дека некој тука е корумпиран, така дека некој мене ми ги злоупотребува народните пари и дека јас сега 5 години треба да се тужам со него, па било, па не било, па не е кривично, него е прекршено, па не е кривичен суд, треба управен суд да си иде бидејќи нели. И јас треба тоа да го правам. Не. Стандардот треба да биде извонредност. Дајте ми извонредни луѓе. Дајте ми биографија. Ви имате 120 пратеници у собрание, се ги прочитале биографиите. Година на раѓање, етникум, што друго имаше, член на таа политичка партија на образба. Една реченица. На човек на кој што сме му дале пратенички имунитет, сме го ставиле над законот, ме разбирате? Над законот сме го ставиле. Он може да каже што сака и не одговара кривично. И он мисли дека треба да ми каже мене, што е по националност, кога е роден, на која партија е, што завршил школа. Стандардот е комплетно нарушен. Кога вие имате извонредни луѓе, на нив не им паѓа на памет ниту да учествуваат во корупција, ниту да дозволат корупција пред нивни очи. Ама тоа не им одговара на политичките партии. Не може тоа се наметне кај нив. Зошто? Затоа што господинот Мицковски, господинот Филипчи, господинот Ахмети многу порадо сакаат да имаат 10 луѓе или 18 луѓе кои што има Ахмети, 18 кои што има Филипче и 58 кои што има Мицковски, кои што ќе му се обраќаат со да шефе. И кога вие во законодавниот дом немате дискусија, немате квалитет, немате извонредност, тие ќе поставуваат такви министри како што имаме. Такви заменици министри кои што имаме, заменик министар ги знаете тие луѓе по име, не ги знаете, знаете што прават по име, никој нема што прават. Така, цел заменик, уште една министерска плата во министерство. И ние после треба да збориме, јас треба да најдам некој решение и пола граѓанско општество и меѓународната заедница треба да ни каже како се решава корупција. Се решава корупција така што СДСМ нема да постави министер за култура, кој што е професор по англиски. Сека чест на сите професори. Меѓутоа јас знам, ја имам професори пријатели кои што не би се нафатиле на таква функција. Прво зашто е преодговорна. Затоа што немаат менаџерско искуство. Затоа што не може да одговорат на задачата онака како што оваа држава заслужува. Вие сакате да зборувате за полтронство. Па тоа е малку контрадикторно, Емир, сега. Ако тие не се нафатат, а другиве комотно си ги поставуваат ете луѓе кои што... Кој не се нафаќа? Ова што споменавте сега, некој не би сакале да се нафатат од професионалци. Па ја не би се нафатил, јас сум имал поне не се нафаќам кога не знам. Кога не се чувствувам дека сум таму. Не, сакам да кажам каде се решенијата. Ние проблемите ги детектираме, ги знаеме. Меѓутоа решенија така. Има квалитетни луѓе и квалитетни луѓе орбитираат околу политичките партии, меѓутоа квалитетните луѓе имаат услови. Не работат безусловно. А политичките партии се навикнати на работење на еден безусловен момент. Како ги каже партијата, тоа е, ја нема што да прашувам и партијата одлучува.
Па сега не може тоа така да се случува затоа што сега имаме значи веќе не е прашање на корупцијата кога зборуваме за корупција или нели за нешто што е системска деградација, кој колку земал и кој колку се офајдил. Сега е прашање дали ќе ме згази автомобил на пешачки, бидејќи полицајците се лесно подмитливи, лесно се ескивира казна. Дали ќе се запалам во дискотека, не дај Боже. Дали ќе добијам погрешна терапија, затоа што и болниците веќе не функционираат онака како што случи. Имавме случај 32 годишно момче во Куманово почина од погрешна терапија. Во училиштата имаме глувци. Ви гледате, сваќате ли за какви рудиментарни проблеми спорво? Каква е Европска унија? Па ние сме поблиску до Афричката унија и таму нема да не прима. Со глувци во училиште. Значи, мора прво граѓанството да постави стандард на извонредност. Не можете веќе да одите на избори и да гласате луѓе кои се тотални анонимуси, луѓе кои што завршиле на приватни универзитети, луѓе кои што завршиле, кои што имаат дубиозни квалификации, луѓе кои што имаат за себе габарит на нечесно поведение и да не наречам криминогено однесување. Значи тоа веќе одиме кон една изборна единица од која што постојано се зборува, сите бегаат. Па, ете пак ќе го цитирам по илјади пат, бидејќи оваа тема сме ја начнала на неколку разговори. Господинот доктор Кристијан Фидановски и уште неколку наши истражувачи направи истражување и покажаа дека Донтовиот модел всушност е репрезентативен за нас и има причини зашто тоа постои. Би упатил кон тоа истражување, мислам дека беше доста квалитетно, прва работа. Втора работа, мислам дека единствено нешто што би било можеби подобро во овој контекст е помалку пратеници. Значи, наместо 120 имаме или 81 или 90. Зошто го велам тоа? Затоа што во состојба каде што вие имате помалку компактен парламент, не можете вие да имате анонимни пратеници. Не можете вие да имате луѓе кои што се пратеници, а сега да ги видите на улица нема да ги препознаете. Или ќе им помине мандат, нема да кажат ништо. Тоа нема да се случува. Бидејќи тогаш ќе имате покомпактен, ќе зависи многу повеќе, тогаш партиите впрочем ќе мора да ги почитуваат пратениците. А не вака ти имаш 58 пратеника на 2 милиона луѓе како една партија од тој систем. Тоа не оди така. Тоа мислам дека е малце, бидејќи пак ќе речем, не можеме ние да бараме контролор на извршната власт. Во извршната власт. Тоа е парадокс. Вие барате контролор на извршната власт. Во собранието. Тоа што е дизајнирано, значи така е дизајнирана парламентарната демократија. Ама тоа што нашето собрание не функционира, не врши надзор. Значи чиста компарација со Црна Гора. Нашата комисија за здравство при собранието се има сретнато 5 пати од нејзиното составување. Комисијата за здравство во еден мандат во Црна Гора се има сретнато 47 пати. Црна Гора 47 на 5. Значи не зборуваме за 4 на 6 или 10 на 5. Зборуваме за 47 на 5. Срамота. Срамота, значи секоја недела луѓето се состануваат. Значи, една изборна единица, 2 изборни единици, 3 изборни единици, тоа е излишно. Само за задоволувањето на целите на таа дискусија. Треба да имаме на ум дека сакаме функционално собрание кој што ќе дуби над глава на власт. И така, нели, кога ви имате министер кој што се тресе од пратеници, ќе му се тресат и на министерот раководителите на сектори, а на раководителите на сектори ќе им се тресат раководителите на оделенија, а на раководителите на оделенија ќе ги организираат своите работници да бидат ефикасни. Додека немате вие пратеник кој што ќе му се јави на некој од шумарство и каже: "Ало, шумиве голи, докаде? Шо е ова? Кој ги краде? Ама не знам да видам ваму таму, нареден месец да дојдеш у собрание да ми даеш извештај, сакам да знам што се случува. Да видите како ќе функционираат шумите." Се јавите вие у клинички центар и кажете: "Вало, слушам дека немате апарати, 3 работат, 2 се у магазин. Зашто?" "Па немаме обучени лица." "Зашто?" "Па немаме буџет." "Сте барале буџет?" "Да." "Кој не ви го одобрил?" "Дај да разговараме за следен буџет да ви даде." Ама вие имате отсуство на таков дискурс. Отсуство комплетно на таков дискурс, така да тотално излишно да зборуваме за една изборна единица, треба да зборуваме за како тоа собранието се врати на она што е, нели, уставно одредена функција. А тоа е контролор на извршната власт. Без тие 15 конкретни бенигни точки, зборувам за 16-та, широка, значи врши контрола и политички надзор врз работата на владата. Имате пратенички имунитет за тоа. Замислете, да ми даде некој мене пратенички имунитет, да можам да правам што сакам, да се јавам на кој сакам, да собирам и да повикувам кого сакам на одговорност. Дајте ми 5 луѓе, па да видите како се средува држава. Не 50, 5.
5 луѓе, една пратеничка група е се што ми треба. Така се прави тоа. Меѓутоа вие немате интерес за тоа што луѓето кои што се сега во собранието се комплетно подчинети на политичките партии. А ги бираат граѓаните. За жал, да. И тоа е нарушениот општествен договор. Значи, вие имате нарушен општествен договор. Замислете, имавме трагедија како Кочани и луѓето одат на 2 недели, на некако ќе се повлекуваат, не знам што, не знам како, ама они работеле у позадина. Поете имаше пратенички прашања. На крајот на месец. Ги слушавте пратеничките прашања? Да, Бевте присутни. Власта кокетира, значи на прв дејт има помалку кокетирање и флиртување колку што има во пратеничките прашања на власт. Срамота е. Срамота е така да се разговара. Сепак сте пратени. Нека се угледаат, нека пуштат некој ден, барем нека гледаат едно пола саат британско собрание. Нека гледаат 1 час како функционира Сенатот или Конгресот на САД. Нека пуштат било што, ама гледајте да видите како се понаша еден владин пратеник, па барем сладко излажете дека ете некого на некого правите надзор и нешто тука контролирате и за нешто не сте задоволни и сакате да биде подобро. Исто така и за опозицијата. Мислам, морам да се повикам на најапсурдното прашање, значи има еден пратеник од опозицијата кој што има дали 3 или 4 пратенички прашања и неколку таму амандмани кои што се поднесени од пратеничка група, не од него лично. И едно од пратеничките прашања е: господине премиер, дали јас сум достоен да ви пратам прашање? Да, правите вие мајта под собрание, кога имате 30 прашања, па некој нема да ви одговори 30, па на едно ќе додадете така да речем малце да бидете пошармантен или да бидете интересен. Ама едно од 4 прашања да ви биде шега на моја сметка, и на ваша сметка, и на сметка на сите овие луѓе зад екраните денеска, дете го таму. И затоа опозицијата има 18 пратеника, ќе има помалце веројатно на следните избори со оваков тренд. И затоа власта е волку без компас, затоа што е една власт без контрола, прави вакви гафови, вакви грешки, вакви катастрофални потези кои што не доведуваат во системска парализа. Ние имаме ефективна година власт во просек. Секоја власт прави некаков каприц кој што након во првите година дена со кој што после не може да се отплетка наредните 3. И ние имаме мандат. Па нема мандат. Не е тоа мандат. Ние имаме сериозен системски проблем кој што е коренет. Разбирате? Не зборуваме за некаква акутна работа, кај ќе промениме некој изборен модел во модел. Не, за комплетна свест зборуваме. Зборуваме за недостаток на квалитет, зборуваме за недостаток на енергија, зборуваме за недостаток на посветеност. Кога ќе го решиме тоа, кога ќе почнеме тоа да го очекуваме, прво од партиите, ќе видиме колку ќе потврлат, па после ќе има и здрав простор за нешто ново да излезе. А мислам дека за нешто ново да излезе, да биде исто како левица, да биде проблем child и да бара некакви работи кои што немаат место во праксата, ниту во теоријата до некаде, тоа не е тоа. Затоа до граѓаните да почнат да бараат логични, реални, практични работи. Практични работи кои што ќе го направат животот подобар на секојдневно ниво. Да. Пред да го заокружиме разговорот, ги споменавме кратко уставните измени, но останува и тоа прашање нели да виси, имајќи ги во предвид сите случувања нели што претхода, но дополнително и оној евроскептицизам кој што постојано расте. Спомена предходно далеко сме ние од Европската унија, но колку едно се желбите, една е потребата на граѓаните и нели да сакаме да живееме подобро, да бидеме поуспешни, се отвараат многу хоризонти и можности за младите, но жално е што голем број на млади неповратно ги губиме и тоа зборуваме за образовани кадри, за паметни луѓе кои што за жал ќе речам пак дозволуваме поради политиките што се случуваат тука, неповратно ги изгубиме како капитал. Па, ова е малку сложено прашање, имам едно па не знам дали е контроверзно мислење, меѓутоа мислам дека е доста контроверзно врз основа на она што сме ние навикнати. Прво, на погрешен начин го имаме артикулиране ние нашиот погрешно имаме артикулирана нашата заложба кон Европската унија. Тоа не може да биде стратешки приоритет. Тоа е погрешно. Тоа е погрешно. Значи стратешки приоритет на една држава може да биде како вие да имате подобро школство, како вие како новинар да имате покомфортни услови за работа, така да не се плашите од притисоци, да ви е загарантирано финансиската добробит и така натаму. Стратешка определба е да имате чиста околина, така. Стратешка определба е да ми се чисти реките. Стратешка определба е да ми е воздухот кој што треба. Стратешка определба е кога ќе влезам у болница, работите да функционираат, да ме пречека
сестра да ме Сите ресори што ги набројавте потфрламе. Образованието тоа е стратешка определба. Тактичко решение за подобрување на сите тие стратешки цели е Европската унија. Така, средство за исполнување на цел. Тоа е Европската унија. Кога вие од Европската унија ќе направите стратешка цел, прво ќе го фокусирате целиот јавен дискурс што се случи, нели? Се што се случува, ама како ќе се одрази ова на Европа? Ама како ќе се одрази ова на ова? Ама зошто ова, ама зошто она? Видете, претпоставувам се ги читале извештаите и на Прибе и на Европската комисија. Кажете ми една работа која што вие сте ја прочитале таму, а не сте ја знаеле претходно. Па скоро и да нема работа која што не ја знаеме, затоа што сите се тие клучни работи каде што е детектиран проблемот. Ја не дозволувам да си го аутсорсирам мојот суверенитет и некој мене од странство да ми каже што не ми чини, не прифаќам. Дека ја не знам како треба да живеам овде. Не прифаќам. Не прифаќам дека ја не знам да живеам овде. И не прифаќам дека не увидувам адекватно она што кај мене не е добро. И не прифаќам дека само Брисел може мене да ми ги реши проблемите. А дека Брисел е најдоброто решение за моите проблеми, тоа покажува емпиричката научна пракса. Емпиричка научна пракса. И ако сакате да земете случај као студии, и ако сакате да видите со номиналните бенефиции кои што доаѓаат преку фондовите за пристапување. Што е немино, тоа не се зборува за тоа, нема дискусија. Меѓутоа причината зашто верувате во тоа мора да биде јасно артикулирана. Затоа што во недостаток на тоа, сега треба да дојдат европјаните и меѓународните заедници да не седнат нас на маса и ние да се договараме нешто. А зошто што сме ние неспособни? 100 години сме живееле овде пред нив. И 100 години сме се разбирале. На кој начин одеднаш Брисел стана главното политичко тежиште во македонската политика? Тоа е погрешно. И поради конзумација на таа тема, во се и се што европско знаменце за тоа што ќе ни текне во собрание, 30 министра работат на евроинтеграција, исто кој што беше во НАТО. Јас бев во владата во НАТО, немаше кој што не внесе државата во НАТО, работа во Министерството за одбрана. Цела влада работи на членството во НАТО. А на вистина работа два министра, да не речам 3. 3, толку се потребни. А што прават останатите? Значи, кога вие ќе го промените начинот на дискутирање за Европската унија, ќе релаксирате и неиземалца, бидејќи она што европските народи го гледаате, уште една проблематична држава која што ќе дојде, ќе ги цица ресурсите, ќе се прави паметна, кој што се прави сега Унгарија, кој што се прават некои други членки и кои што ќе прават раздор внатре во унијата. Ние кога ќе покажеме таква зрелост, ќе кажеме у реду, ќе сакаме во Европската унија, ама чекај да видиме што може да решиме сами. Да видиме што има од фондови знаете ли колкави се фондовите за пристапување? Дали знаете за какви суми станува збор? И ништо тоа не користим. Зошто? Пак нема извонредност во владата, нема на кој да му упали. Тука бидејќи 90% тие фондови мора да бидат многу финансиски чисти и нема тука криминал корупција, нема ништо да оди во партијата, нема едно за црквата, едно за овој, едно за оној. Има само резултат и квалитативен бенефит за мене и за вас. Така да, мислам дека мора да се отстрани тоа стратешка определба таму ваму, тоа окей, да, мислам дека сите сме сложни дека сакаме да одиме во Европската унија. Меѓутоа начинот на кој што одиме и начинот на кој што тоа се користи не боли сите. Затоа мислам дека мора да одиме кон нешто кој што е малце поавтентично, поавтохтоно како јавна политика, нели? Поавтохтоно како јавен дискурс. Значи сакам да живеам подобро, не зашто Брисел ми кажа, зашто јас сум достоинствен човек што сака да живее подобро. Не ми треба германец и француз да ми го каже тоа, толку едноставно. Толку едноставно. А мислам дека оваа генерација на политичари не може тоа да го направи, не може тоа да го замисли и не може да го избегне тој менталитет на подчинетост на меѓународната заедница, без разлика, тука зборувам за сите. Па дури и за левица. Левица е дефинирана од меѓународните токови во оваа држава. Колку и да они сакаат или не сакаат тоа да го признаат, меѓународните токови и тие одлично сурфаат на нив, така да и тие се дел од проблемот. Да не зборувам за СДСМ, кој што буквално аутсорсинг на целата своја политика направи на меѓународната заедница. ВМРО ДПМН води некаква донкихотска битка со тоа, в континуитет, Демократската унија за интеграција константно ги тестира црвените линии на меѓународната заедница и сите имаат некаков перверзен однос со меѓународната заедница, ако можете да видите во политичката сцена. Никој уствари не го користи тој механизам и таа меѓународна поддршка за она што уствари ние сме, а тоа е најдобриот пример за меѓуетничка демократија, билингвална држава која што има огромен економски потенцијал од аспект на го покриваме и славенското говорно подрачје и албанското говорно подрачје, под некаква логична следственост на нештата, не би требало да има регионална канцеларија на фирма овде, која што не е у Скопје. Ама пошто ние немаме визија, пошто не водат тотално просечни луѓе, да не речам подпросечни, ние не можеме да дојдеме на ред да го промовираме тоа. Така да, тоа е суштинскиот проблем.
Благодарам многу за разговорот. Верувам дека така ќе имаме и многу следни прилики да поразговараме. Проблеми има многу, но за жал многу малце решенија. А од ова што успеав со задоволство да го слушам во текот на разговорот е дека решенија постојат, само треба да сакаме да ги видиме и да ги премениме. Да, и треба луѓе, и во оваа прилика би сакал да ги охрабрам луѓето малце потрезвено да разговараат за нашата држава, да разговараат за генерациите кои што доаѓаат. И јас би сакал да им се заблагодарам на генерациите пред мене, што им изгубија 90% моите пријатели. Меѓутоа, исто така до моите пријатели би сакал и луѓето кои што се родени во независна Македонија или околу таа независност, дека ние сме таа генерација која што мора да го врати конструктивизмот во нашето општество, оптимизмот во нашиот дух и кои што мора да учествуваат во општествените разговори пред се, а понатаму и да нудат решенија, бидејќи држава 200 милиони не се оправа, но држава 2 милиони многу брзо. Благодарам уште еднаш. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете со нас.